Добро вечер, почитувани. Следите за или против на Алфа. Ви благодарам за вниманието. Вечерва ги отвараме темите за предизвиците во Министерството за внатрешни работи. Зошто системот Безбеден град не беше имплементиран пред повеќе од една деценија. Бараме одговори за предметите на специјалното јавно обвинителство, меѓу кои и оној за блендираниот Мерцедес. Што одлучија македонските судови за случајот Тенк, а за што постапка отвори Судот за човекови права во Страсбург? На моје огромно задоволство, вечерва во студиото на За или Против е поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам што прифативте поканата и се надевам ќе кажете нешто што досега јавноста нема слушнато од она се што имате преживеано изминативе години. Најпрво благодарам за поканата и искрено се надевам дека ќе го задржиме вниманието на вашата публика. Ќе започнеме со тоа што прави Гордана Јанкуловска денеска. Па, од оваа временска дистанца, можам да кажам дека мојот живот изгледа многу поразлично од оној што го имав додека извршував висока државна функција и задоволна сум со тоа што конечно можам да се посветам на професијата и искрено и на оваа возраст уживам во приватноста, во тоа што животот ми се одвива надвор од јавната сфера, надвор од политиката и далеку од очите на јавноста. Задоволна повеќе сте сега или додека извршувавте државна функција, во смисла на исполнетост со обврски, работа за јавно добро пред се? Знаете, различна е перспективата кога ги гледате работите од позиција кога имате можност да учествувате во процесите и да одлучувате во интерес на државата и во интерес на граѓаните и кога сите тие процеси ги гледате од една позиција на наблюдувач. Не можам да кажам дека сум била незадоволна од својата работа, напротив, јас додека извршував функцијата работев со максимална посветеност, со целокупното внимание посветено на работата и мислам дека најдобри сведоци за тоа какви резултати имало од мојата работа се граѓаните и оставам тие да го дадат своето мислење. Значи, кратко кажано, навистина дадов максимум од себе извршувајќи ја таа функција. Меѓутоа сега животот кој го живеам од денешна перспектива е сосема различен и не може да се спореди. Се разбира дека со текот на времето и ние како личности се менуваме и приоритетите ни се менуваат, созреваме, ставовите ни еволуираат, така што кратко би одговорила дека во секоја фаза од животот човек треба да биде задоволен со тоа што го прави и со тоа што го дава на заедницата, на блиските луѓе, со она што придонесува во целокупното живење и јас можам да кажам дека од тој аспект и тогаш и сега сум задоволна. А од Министерството за внатрешни работи сега задоволни сте? Видете, Министерството за внатрешни работи од оваа временска дистанца, од оваа перспектива за мене е само еден орган на државната управа. Но веројатно ги следите процесите што... Не со некое посебно внимание, да бидам искрена. За волја на вистината и немам некоја посебна интеракција со таа институција, освен во делот на граѓанските работи, односно услугите кон граѓаните. Меѓутоа, тоа се еднократни средби со луѓето што работат на најниско ниво во делот на услуги. Меѓутоа, секако дека Министерството за внатрешни работи е еден од столбовите на државата и многу е важно како ќе функционира и каков перформанс ќе има, затоа што слободно можам да кажам дека граѓаните можеби се и најстроги во однос на оценката на тоа како работи Министерството за внатрешни работи и имаат многу високи очекувања. За да дадам јас оценка која би била објективна, треба да ги имам истите информации со кои располага раководството на Министерството за внатрешни работи кога ги носи одлуките и кога пристапува во решавањето на определени проблеми кои јас ги немам. Така што секоја евентуална споредба или оценка не би била до крај објективна и токму заради тоа ќе се воздржам. За поздравување што некои проекти што се започнати многу одамна како проектот Safe City,
конечно продолжија и дојдоа во некоја фаза каде што граѓаните на дневна основа може да дадат мислење и оценка за тоа како функционира, и искрено верувам и се надевам дека и сегашното раководство на Министерството го дава својот максимум во функција на одговор на потребите на граѓаните, и јас за себе можам да кажам дека токму тоа и јас го правев, го давав својот максимум, инсистирав мојот тим да го даде својот максимум и настојувавме во тоа опкружување општествено, економско, политичко, да ги искористиме ресурсите кои тогаш ни стоеа на располагање за да одговориме на она што беа барања и потреби на граѓаните. Не ве побара од Министерството за внатрешни работи во контекст на некоја консултација која што може би им дошла добре дојдена во одредена ситуација? Па не сме имале такво искуство. Во Министерството за внатрешни работи има многу професионалци, искусни луѓе, и јас верувам дека тие како ресурс се добро искористени. Safe City веќе го начнавме како проект. Зошто не беше имплементиран? Тоа е проект започнат уште додека вие бевте министерка за внатрешни работи, меѓутоа се имплементираше по повеќе од 10 години, па можеби и повеќе. Па јас не се сложувам со вашата констатација дека не бил имплементиран. Напротив, проектот Safe City, чии почетоци датира дури пред 2008 година, значи иницијалната замисла, дизајнот на системот, резултира со подпишување на договор со партнерот, стратешкиот партнер за изведба на тој проект во 2008 година, и токму тогаш започна практично најголемата имплементација на овој проект, бидејќи сакам да ги потсетам граѓаните, бидејќи станува збор за временски период од речиси 20 години во минатото, дека се работи за огромен пред се инфраструктурен проект кој подразбираше огромен обем на градежни работи, подземни инсталации, телекомуникацијска инфраструктура и ред други логистички зафати, што значи поддршка на еден таков систем кој, морам да напоменам, започна со имплементација во едно сосема поинакво време од аспект на дигитална трансформација и дигитализација. Значи, времето кога почна да се имплементира проектот Safe City, далечните 2010 години, еве да речеме, тогаш можеби достигнал едно ниво каде што може да зборуваме за негова функционалност. Од аспект на дигитализација, од аспект на пренос на податоците беше многу различно од ова време во кое живееме денес. Така што најголемиот дел од работата за тој проект беше завршен уште тогаш, но проектот како таков, кој е огромен проект, и јас верувам дека неговата вредност, да речеме, од денешна перспектива може би стигнува до 100 милиони евра во однос на цената на тој проект, со сите инфраструктурни и дигитални алатки кои се вградени во него, беше замислена како имплементација во фази. Значи, првата и најважна фаза беше да се постави инфраструктурата, и тоа беше завршено. Следната фаза беше системот да се користи во делот на критичните прашања кои се однесуваат на државната и јавната безбедност. И ние успешно го користевме тој систем. Да, тоа се старите камери кои што уште ги има. Ќе ви кажам неколку случаи каде можеби токму тој систем беше пресуден за да се расчистат случаи кои значеа потрес за општеството во Република Македонија. Еве ќе го спомнам случајот за терористичкиот напад кај Смилковското езеро, каде што оние кои се, да речем, од мојата генерација и кои се сеќаваат, можеби добро паметат дека токму еден од клучните докази, возилото црвениот Опел, познат во јавноста, беше лоциран преку системот Безбеден град, Safe City. И следејќи го тоа возило преку Скопската обиколница, ние дојдовме до податоци кои директно не одведоа до извршителите на терористичкиот напад и понатаму во корелација со други докази доведоа до целосно расчистување на ова грозоморно убиство со страшни последици. Имаше и многу други такви случаи каде што токму во сегментот на
државната и јавната безбедност беше искористена инфраструктурата на системот Safe City. Се разбира дека како една подоцнежна фаза беа условно речено и оние секојдневни проблеми со кои се соочуваат и граѓаните и посебно Министерството за внатрешни работи во однос на нивно разрешување, кои се однесуваат на безбедноста во патниот сообраќај. И токму оваа фаза која е за поздравување и која конечно дојде време да се имплементира, е таа фаза на користење на системот во функција на безбедност во патниот сообраќај. Жално е што тоа не се случи порано, односно претходното раководство на МВР едноставно ги игнорираше сите тие современи системи, дигитални алатки кои ние слободно со гордост можам да кажам ги имавме пред сите во регионот, едноставно останаа заборавени, технологијата делумно или целосно застаре и се наметна потреба на делумно или целосно обновување и на инфраструктурата и на телекомуникацијските врски кои се ставени во функција на тој систем и на крајната алатка која го носи ефектот од тој систем, камерите кои секако дека во денешно време се многу посовремени, многу помокни, многу побрзи од оние што ги имаше пред 15 и повеќе години. Во таа насока и ми беше прашањето, бидејќи ако ние сме имале почетната, основната инфраструктура за овој проект, зошто сме чекале да поминат деценија и пол, па буквално за помалку од една година беше имплементиран системот. Со доградба, со поставување на посовремени камери. Видете, зошто некој чекал и покрај тоа што бил 7-8 години министер за внатрешни работи, знаејќи го потенцијалот на овој систем и можностите кои ги нуди, можеби најдобар одговор тој треба да даде, но јавноста се сомнева дека очигледно во тој период требало да се прогледа низ прсти на некои работи, па едноставно системот бил пречка на патот на тие што сакале да менаџираат со безбедноста на начин кој не ја одговара на јавност. А дали Панчо Тошковски според вас е добар министер за внатрешни работи? Па јас, знаете, не би сакала да давам квалификација затоа што јас не сум во позиција него да го оценувам, не ги знам информациите кои тој ги знае, не ги знам постапките кои ги влече како министер, но јавноста ја дава најдобрата оценка. Гледам дека во јавноста постои задоволство од работата на Министерството за внатрешни работи, еве ако сакате точно кога станува збор за системот Safe City во делот на издавањето на личните документи, некои состојби кои беа надминати во однос на таа една стравична ситуација што претходно постоеше, така што и за мене, и за Панчо Тошковски, и за секој еден кој во било која фаза од општественото живење извршува државна функција, не е клучно што мислиме ние еден за друг, ние може да бидеме и многу блиски, може и да не бидеме воопшто блиски. Клучно е што мисли јавноста и ние работиме во интерес на јавноста и во интерес на граѓаните и јас верувам дека министерот Тошковски дава се од себе да испорача резултати со кои ќе биде задоволна јавноста, а не некои негови блиски познаници или подалечни лица. Ќе се навратиме сега на вашите затворски денови. Тежок период ли беше тој од вашиот живот? Па видете, кога зборуваме за тој период, навистина е тешко да се одберат вистинските зборови кои автентично ќе го отсликаат тој период, бидејќи јас кратко ќе кажам, нема полошо место на кое еден човек може да се најде. Без разлика дали е виновен или не, со оглед на условите и целиот тој амбиент кој се случува таму. Така што може слободно да кажам дека најверојатно тоа е и ќе остане еден од најтешките периоди во мојот живот. Се сретнавте ли со Катица Јанева? Па со Катица Јанева ние неколку години поминавме во непосредно обкружување, во непосредна близина. Тоа е еден мал простор каде што практично секој со секого се сретнува, така што сите лица што се таму, сакале или не, се наоѓаат во просторот кој им е определен. Што и кажавте кога ја видовте? Нема што јас да и кажам на Катица. На Катица и кажа судовите, и кажа јавноста. Небитно е што ќе и кажам. Јас и не треба ништо јас да и кажам.
Ако таа не ја сватила пораката што веќе ја доби од јавноста и од правосудните органи, тогаш било што човек да ја каже е безпредметно. А се гледате ли со некои затворенички со кои што бевте во келија, во затворот, се дружевте, мислам имавте комуникација? Видете, јас со никого немам нарушени односи, вклучително и со Катица. Значи, мојот карактер е таков да не влегувам во конфликти, не се конфронтирам со луѓето, во принцип секогаш сум сконцентрирана на она што мене ми е важно во даден момент и од тој аспект со никого од тоа обкружување јас немам нарушени односи. Се случува понекогаш да размениме порака или телефонски повик, па дури и да се сретнеме, меѓутоа мојот живот се одвива во друг круг на луѓе. Како што и претходно се одвиваше во друг круг на луѓе. А се сретнавте ли со Јанева по излегувањето? Не. Не чувствувате револт или не чувствувавте кога ја видовте да ја кажете сгрешивте во мојот предмет, сгрешивте со тоа, не требаше така да постапите? Моите чувства јас ги задржувам за себе и многу внимавам со кого ги споделувам и моја оценка е дека таа не е личност со кого би сакала да споделувам било какви чувства. А од денешна гледна точка, политички прогон ли беа предметите на специјалното јавно обвинителство? Видете, јас во однос на тие предмети, мојот став, вклучително и во вашето студио, го имам кажано во моментот кога се формираше специјалното јавно обвинителство и ако ги погледнете тие мои изјави, кои сега се веќе постари од 10 години, можам да кажам дека ниту милиметар не одстапувам од ставот кој тогаш го изнесов, односно дека специјалното јавно обвинителство беше политички инструмент за кадровска селекција во јавната сфера и посебно за водење на кадровска политика во ВМРО ДПМНЕ, односно за елиминирање на личности кои во тој период беа идентификувани како потенцијален проблем за агендата што требаше да се спроведе преку Зоран Заев и неговиот тим во правосудните органи и во политичката сфера. Видовме која беше агендата, видовме како се спроведе, видовме кои се ефектите од таа агенда. Исто така видовме дека сето она што јас го зборував уште пред повеќе од 10 години се покажа како апсолутно точно, дека се работи за невиден политички прогон, бескрупулозен и освен што јас и малкумина во тоа време го тврдеа тоа, низ годините дојдоа потврди и од луѓе кои директно ги виделе работите од внатре или луѓе од кои било побарано да учествуваат, да соработуваат, да партиципираат во тој политички прогон. Некои не се согласиле, но за жал повеќето се согласија. Дали обвинителите од специјалното јавно обвинителство, за кои денеска актуелен е предметот со бонусите, кој се провлекува со години, исто така тужба од ВМРО ДПМН, е на некој начин одмазда на тие обвинители кон партијата од која бевте дел и вие? Видете, тие обвинители беа политички инструирани и политички номинирани лица кои требаше да спроведат и спроведоа политичка агенда. Јас нивното однесување го гледам и низ призмата на еден политички реваншизам, бидејќи политичката опција која тие ја промовираа, поддржуваа и сакаа да ја наметнат како единствена опција за Република Македонија, беше диаметрално спротивна од политиките кои ги промовира ВМРО ДПМНЕ. Во тоа време јас и одредени други функционери на партијата бевме во, да речем, првите партиски редови и токму заради тоа бевме таргетирани како лица кои не смее да бидат присутни повеќе нити во јавниот живот, нити на политичката сцена. Така што нивниот реваншистички брутален однос е веќе виден, потврден и
апсолвиран од страна на јавноста. Меѓутоа, пријавата за незаконски примени средства не може да ја гледате како реваншизам, таму се работи за материјални докази, за фактичка состојба која ни тие самите не ја негираат. Значи, неспорно е дека се исплаќале бонуси на незаконски начин. Неспорни се нивните износи, парите се жиравно уплатени, сето тоа може документацијски да се промени. Желбата да се истражи сето ова или не до крај е нешто што останува како отворено прашање. Очигледно беше дека претходната власт и претходното раководство на јавното обвинителство ни на крај памет не му паѓаше да отвори постапка, не дај Боже па да ја заврши. Сега имаме ново раководство во обвинителството. Имате надеж во новото раководство? Не знам како ќе се однесува. Знаете, јас некако станав со возраста многу попредпазлива и повнимателна во однос на оценките кои ги давам и можеби и повоздржана. Но тоа го носи животната зрелост, искуството, така што за да дадам оценка и да кажам дали има надеж, треба да ги видам првите чекори. Кога ќе ги видам, можеби пак ќе ме поканите и ќе разговараме. Секако. Прашањето исто во овој контекст ми беше и Лейла Кадриу, поранешната обвинителка, излезе со гостување на телевизија Алфа. Имаше некои тврдења дека, сега навлегуваме и во случајот Тенк, меѓутоа на кратко само дека воопшто не требало да бидат распишан тендер за Мерцедесот, односно случајот Тенк. Имаше тврдења и за поделбата на предметите, примањето на материјалите, прислушкуваните разговори, зашто исто така имаше предмет. Сето тоа дали може да го доведе до прашање работењето и овие предмети кои произлегува од специјалното јавно обвинителство? Видите, работењето на специјалното обвинителство одамна е доведено во прашање. Останува отворено прашањето како тоа доведување во прашање на неговото работење ќе се рефлектира на евентуални ефекти на оние кои работеле на таков начин. Така што дека специјалното јавно обвинителство работеше произволно, без никакви професионални стандарди и дека тоа беше едно, слободно можам да кажам, реалити шоу со кое треба да се занимава јавноста и се друго, освен стручна и професионална институција од редот на правосудството е неспорен факт. Не треба ни јас ни вие да го констатираме, констатирано е уште пред многу години. Исто така како што е констатирано дека освен за политички притисоци и испорачување на политичка агенда во однос на прашањата за кои СДСМ имал интерес во тоа време, беше користено и за стекнување материјална корист. Имаме и судски пресуди по однос на тие прашања, нема што многу да дискутираме на таа тема. Но она што обвинителката, тогашната обвинителка Кадриу го изнесе во емисија баш во вашата телевизија, практично значи само потврда на сето она што ние низ годините го кажувавме, го потенциравме, го изнесувавме во јавноста, меѓутоа најголем дел од стручната јавност и од оние кои имаат општествено влијание на амбиентот во државата тогаш одлучија да молчат и едноставно да не ги слушаат нашите аргументи. Зошто беше тоа така? Не можам јас да зборувам во туѓо име, меѓутоа претпоставувам дека штитеа некој свој комодитет кој не сакаат да го нарушат, гледајќи како поминуваат оние кои не се согласуваа ниту со тоа како работи специјалното јавно обвинителство, нити со агендата која беше спроведувана преку него. Така што сето она што го кажа обвинителката Кадриу на еден или на друг начин е потврда на сите аргументи кои ние кои бевме директно под удар на тој политички прогон, континуирано низ годините ги изнесувавме. Поранешната обвинителка Кадриу само потврди дека постоел еден близок, непосреден, да не речем фамилиарен однос помеѓу раководството на СДСМ и дел од нејзините тогашни колеги. Функционерите на СДСМ си доаѓале како на гости, како на слава во СЕО. Таму се имало дружби, неформални комуникации, едноставно нешто што е диаметрално спротивно на она што треба да бидат професионални стандарди
предмети во една институција која се зафатила за една и тоа како сериозна работа. Исто така тогашната обвинителка Кадриу кажуваше како всушност било замислено да се водат предметите. Доаѓал советник на министерот, кажувал во овој предмет тие ќе бидат обвинети, тој нема да биде обвинет, овој ќе биде за тоа, тој нема да биде за тоа. На кого му сметаше Јанкуловска за да биде обвината во дел од предметите? Па очигледно на тие што сакаа да спроведат политика со која јас не се согласував. Имате конкретни имиња, можеби? Имам конкретни. Се сомневате ли? Имам конкретни имиња, односно сомнежи се разбира, за да биде нешто конкретно, треба да има епилог низ институциите, меѓутоа тоа е тогашното раководство на СДСМ. Предметот 27 април, настаните од 27 април 2017, не се директно поврзани со специјалното јавно обвинителство, меѓутоа беа некако во пакет со останативе предмети ни судските лавиринти. Последната одлука пред 2 дена буквално апелација одби повторено судење. Требаше ли да одговараат овие луѓе и да добијат 211 години затворска казна за тероризам? Видете, во право сте кога велите дека не е директно поврзан, меѓутоа контекстот и тоа како е поврзан со СЈО и со општествено-политичкиот амбиент во тоа време. Значи, предметот за 27 април беше пандан на предметите на СЈО, кои во периодот кога тој предмет беше на некој начин конструиран, веќе зафаќа дел од просторот во јавноста и јавноста, ако не целосно, тогаш во голема мера секојдневно се занимаваше со тоа што на некој начин личеше на реалити шоу кој го презентираше тогашното специјално јавно обвинителство, меѓутоа ова беше еден вид на дополнување за да се направи дополнителен притисок за спроведување на таа агенда. Така што начинот на кој предметот беше конструиран, јас секако ги немам видено списите од предметот, ги немам видено ни доказите и не би се впуштила во коментар на поединости кои се однесуваат на предметот, меѓутоа и малите деца може да кажат дека она за што луѓето беа обвинети, осудени и во најголема мера издржаа драконски затворски казни нема врска со нивното со действијата кои тие реално ги превзеле. Не е спорно дека имаше инциденти, не е спорно дека толпата влезе во собранието, меѓутоа ефектот, исходот кој тврди дека со кој обвинението тврди дека бил од тој настан воопшто не кореспондира со реалната состојба. И предметот за 27 април, јас следејќи ги развојот на настаните и последната одлука на апелацијскиот суд, ќе речам дека е уште една пропуштена шанса за македонското правосудство, бидејќи фактот што и толку години по настанот јавноста е огорчена и многу поделена во однос на тој предмет, беше една добра шанса за македонските правосудни органи да се расчистат сите дилеми овде во Македонија и сите оние кои, како граѓани имаме сомнежи во исходот од тој предмет, да добијат одговор на нивните прашања, а најмногу одговор им должеа правосудните органи и се уште им должат на лицата кои неправедно беа осудени и издржаа драконски затворски казни. Меѓутоа, македонските правосудни органи од ним познати причини одлучија и овој проблем да го стават под тепих и да остават проблемите да тлеат и да еруптираат и да не ги решава некој друг, односно по 5, 10 или колку и да бидат години предметот да дојде на дневен ред пред Европскиот суд за човекови права и оттаму како на мали деца да им дадат насоки и да им покажат на македонските правосудни органи како всушност треба да функционира правната држава и кои се прашањата кои примарно треба да се одговорат пред да се впуштите во некоја друга постапка. Значи,
И овој предмет, и предметот за блендираниот Мерцедес кој накратко го спомнавме, се практично илустрација за тоа колку таа опуштеност на македонските правосудни органи може да направи штета од перспектива на довербата на граѓаните во институциите, од перспектива на функционирањето на правната држава и сето она што значи градење на една стабилна држава, стабилен систем. И не е случајно што довербата во правосудството е таква каква што е. Ваквите случаи се тие кои ја рушат довербата, а секогаш кога правосудните органи ќе излезат со одлука, каква и да е, и ќе ја образложат со аргументи, довербата се гради. Јас еве ќе искористам оваа прилика со еден многу непопуларен пример, со една страшна трагедија што се случи во соседството, каде што тамошниот апелацијски суд беше на висина на задачата и ја укина пресудата за масовното убиство, за масакрот во Белград во училиштето Рибникар. Неспорни се жртвите, неспорен е исходот, неспорна е штетата, неспорен е сторителот. Меѓутоа, само од процесен аспект, тамошниот суд нашол дека одредени права не биле докрај испочитувани, односно од процесен аспект постапката не била водена на најдобар начин, го укина предметот и го врати на повторно судење. Ето, тоа е еден пример каде што судот е на висина на задачата. Без оглед на неспорниот катастрофален ефект и исход од тој кривично правен настан, судот најде сила да не потврди условно речено фалична одлука. Фалично од процесен аспект. Да, меѓутоа тука се годините на овие луѓе загубени во затвор. Некои од нив го изгубија здравието, други животот. Исто беше и за предметот за организатори за настаните 27 април, каде што минатата година беше укинат предметот, практично обвинителство се откажа од гонење, за тоа беа потребни 6 години. Имаше ли некаква организација на настаните од 27 април според вашето сознание? Видете, јас нити сум учествувала во такво нешто, нити сум имала, ниту имам сознанија. Така што едно такво тврдење без да го докажете во суд е тотална лудост. И ние сме сведоци на таа лудост која трае еве веќе скоро една деценија. Така што без оглед каква ќе биде завршницата на овој предмет еве и во Европскиот суд за човекови права или во некоја идна постапка, ако таква се случи во некакви околности, изгубеното време и траумите на лицата кои се неправедно гонети и осудувани, тука се вклучувам и себе си, апсолутно никој не може да ги компензира, нити да ги врати. Меѓутоа, еве од лична перспектива ќе зборувам, бидејќи немам ни овластување да зборувам во име на некој друг, доколку се случи такво нешто, очекувам и се надевам дека сите оние кои биле инволвирани во тој политички прогон треба да бидат повикани на одговорност. Само тогаш ние ќе градиме праведно општество. Затоа што се додека оние кои учествувале во вакви грозоморни конструкции, во брутални прогони, во изживување со други лица, не бидат со име и презиме директно повикани на одговорност, ние не можеме да зборуваме за правна држава. Почитувани, тука правиме кратка пауза за реклами, а по рекламите го отвараме случајот Тенк. Останете на Алфа. Добро дојдовте назад, следите за или против на Алфа, а вечерва во студиото моја гостинка е поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Јанкуловска, вие бевте осудена за случајот Тенк, односно набавката на блендираниот Мерцедес. Требаше или не требаше да има јавна набавка за него? Законот, ако одиме директно по словото на законот, воопшто не бара јавни набавки кога станува збор за опрема од областа на одбраната и безбедноста. Меѓутоа, случајот Тенк од оваа временска перспектива на сите им е јасно дека беше
конструиран за да се покаже на јавноста колку бескрупулозно може да биде политичкото раководство со своите експозитури во судско-обвинителскиот систем, тука пред се мислам на специјалното јавно обвинителство и експонентите во правосудството, како председателката на Советот што го водеше тој предмет, која потоа беше добро наградена за своите заслуги точно во овој предмет и во предметот за 27 април, бидејќи на некој чуден мистериозен начин сите предмети од интерес на тогашната владеачка политичка гарнитура ги судеше ист судија, ист председател на судечкиот совет. Така да од оваа временска дистанца јасно е зошто, како и кој го конструираше тој предмет и која е пораката што требаше да се пренесе до пошироката јавност. А кај познавачите на правото, кај стручната фела и тогаш и сега неспорно е дека практично тоа е предмет каде што не постои кривично правен настан. Значи, за да имате вие кривично дело, некој треба да биде оштетен. Во тој предмет оштетен нема. Штета не постои. Но беше една показна вежба каде што беше впрегната целата машинерија, сите полуги на влијание во судството, на сите можни начини од најбрутален карактер тој предмет да се истера на начин како што било побарано од политичкото раководство. И казната била побарана? Мислам, се сомневате и во тоа? Видете, јас нема што да се сомневам, ние имавме јавно сведочење на еден судија од кој било побарано точно што да направи и како да го направи тоа. Човекот после толку години се охрабри и сведочеше дека кога се спротиставил на таквото барање, бил разрешен од судијата. Да, зборуваме за судијата Ристо Катавеновски. Нема што јас да бидам убедена или не. Јас само се повикувам на тврдења на луѓето кои директно биле во процесот. И тоа е тоа. Јас сум зборувала во јавноста и општо е познато дека за овој предмет имам поднесено апликација против Република Македонија пред Европскиот суд за човекови слободи и права. Таму има многу наводи, исклучително добро аргументирани. На што се жалите од И судот веќе и постави прашања на владата по однос на сите тие наводи. Пред да ви одговорам на прашањето, само ќе речем дека токму во тој предмет ние имаме изјава заверена на нотар, на еден од членовите во Советот кој одлучувал дека воопшто Совет не одлучувал, таму на друго место се одлучило, им била дадена одлука да ја потпишат. Тоа е тврдење под целосна материјална, морална и кривична одговорност. Изјава заверена на нотар која судот ја има пред себе и за која и се обрати на македонската влада да ја праша дали вака се спроведуваат судењата во Република Македонија. Инаку во однос на вашето прашање, краткиот одговор би бил дека апликацијата се однесува на правичноста на постапката во целина, односно во најголем дел на повреда на членот 6 од конвенцијата кој го гарантира правото на правично судење. Меѓутоа, во сегментот на право на правично судење постојат низа наводи, бидејќи таму стварно во таа постапка буквално немаше нешто што беше спроведено по закон. Се беше спроведено спротивно на она што го пропишува законот, односно постапката се тераше буквално на сила. Значи, почнувајќи од повреда на правото на презумпција на невиност, каде што пресудата за мене беше јавно соопштена пред да започне судењето. Значи, во моментите кога се соопштуваше, кога се изрекуваше пресудата за други лица поврзани со тој предмет, во постапка во која јас не учествував, беа наведени дејствија кои допрва треба да се докажуваат и констатации од страна на председателката на судечкиот совет по однос на незиното мислење за моја евентуална вина во предметот. Така да тоа е недозволиво во секој демократски систем, дури и да има формирано мислење, не би смела така јавно да го кажува, но понатаму имаше многу други и се уште има многу други сериозни наводи, например во однос на контрадикторноста на постапката, во однос на доказната сила на доказите кои беа користени, во однос на пристапноста на одбраната до доказите врз основа на кои обвинението ја темелеше својата теорија на случај. Например, ние никогаш
никогаш не добивме целосни докази, никогаш немавме пристап до снимките. Самите тие, еве, за мене тврдеа дека постојат стотици илјади записи, разговори, СМС пораки, но целата пресуда се темели само на еден разговор, буквално без ниту еден материјален доказ во подкрепа, нити еден друг изведен вербален доказ кој би се ставил во корелација со телефонски разговор, кој на крајот на краиштата не е ни инкриминирачки. Меѓутоа, недозволиво е во ниту едно законодавство судска пресуда да се темели на таков единствен доказ. Значи, во тој дел судот поставува многу сериозни прашања до владата, која треба да даде одговор или, ако сакате, одбрана во однос на моите наводи во апликацијата. И во тој дел постапката од самиот почеток до самиот крај се водеше без да ни се даде на нас можност да во најмала рака да се направи некакво вештачење во однос на тие снимки, да се констатира времето кога биле направени, нивната целовитост, нивната автентичност, ништо од тоа не беше направено. И сега, кога ние тоа го зборувавме пред 10 години, јас знам дека дел од јавноста со подсмев гледаше на нашите тврдења. Меѓутоа, на истите тие кои се подсмеваа и да речем се ситеа на целата таа ситуација, денес само сакам да им препорачам да ги погледнат оние реклами направени со вештачка интелигенција, за кои јавните личности поднесуваат серија тужби за злоупотреба, затоа што таму се вадени делови од разговори, ставани во контекст, произведени цели реплики без личноста чиј глас е искористен воопшто тоа да го знае. Денес тие алатки на вештачката интелигенција и на технологијата се достапни на секого, но тоа не значи дека тогаш не постоеле. Само што можеби јавноста не била доволно запозната, а ние како учесници во раководењето со институциите точно сме знаеле што се напредната технологија може да направи. Но тогаш се гледаше со подсмев, а сега веќе речи си да нема човек кој не се згрозува од исходот на тие постапки, од сето она што го правеле обвинителите на СЈО и судиите кои дозволија да бидат нивни извршители, а за волја на вистината ги имаше повеќе. Сакате да кажете дека дел од тие пуштени снимки од тогашната опозиција, власт, СДСМ и тогашниот нивен председател Зоран Заев беа монтирани и стриктно направени во контекст за гонење на некоја кривично гонење? Па јас, видете, тоа го кажав после првите неколку пресконференции на Зоран Заев, дека материјалите се ставаат во контекст и се презентираат со наратив кој тој смета дека на него му е потребен за дневно-политички цели. Кога тоа го кажував во тоа време, можеби некој гледал со недоверба. Врз основа на такви материјали, еве бидејќи веќе го спомнав, случајот за терористичкиот напад кај Смилковското езеро беше вратен во една тотално неправна процедура на повторно судење. Затоа што наративот беше дека вистинските сторители не се во затвор. Судењето се повтори. Јас, освен што ги познавам фактите во делот на истрагата која ја водевме заедно со јавното обвинителство во тоа време, бев и сведок во таа постапка. Буквално беа изведени сите докази од прв до последен. Исти беа доказите и тој беше повикан исто така да сведочи во предметот, бидејќи неговиот наратив беше дека пресудата не е во ред. Друг судечки совет во друг политички амбиент, врз основа на истите докази, ја донесе истата пресуда. Што е само потврда дека наративот и контекстот го даваше СДСМ. Ние никогаш не добивме шанса барем да се утврди автентичноста на тие разговори. Барем да се утврди дали мислата е цела од почеток до крај, дали разговорот е прекинат. Таква шанса во судница не добивме. Меѓутоа, еве ќе ви повторам уште еден предмет. После повеќе години, конкретно во предметот за убиството на Мартин Нешковски, некако излезе целата снимка по социјалните мрежи.
не обвинуваше со најгрозоморни обвинувања во однос на тој случај. Просто нормален човечки ум тешко може да замисли такви грозоморни сценарија за какви ние бевме обвинувани. Целосната снимка покажа дека вистината е диаметрално спротивна од тврдењата кои беа изнесени на пресконференција на СДСМ. Така што сите работи кои ги кажувавме, ги тврдевме, ги објаснувавме, ги предочувавме на јавноста, некако времето ги демантираше. Директни учесници во процесите се охрабрија и посведочија. Суди кои биле принудувани, на кои се вршел притисок, го дадоа своето видување. Излегоа информации во јавноста. Значи, порано или подоцна, работите ќе се расчистат. Како што исто така верувам дека и по однос на мојата апликација, порано или подоцна, вистината ќе се утврди. Но времето никој не може да го врати. И штетата која е направена, едноставно не може да се надомести. Тоа е штета од таков карактер што не може да има сатисфакција која е мерлива. Ки имате ли побарување од државата доколку судот за човекови права во Страсбург одлучи во ваша полза, бидејќи веќе отворена постапка? Видете, тука пред себе сакала да кажам дека ако прашањето се однесува на побарување во материјална смисла, тоа за мене не е од првостепено значење. Може би извинување јавно ќе барате? Првостепено значење за мене е да се констатира дека било повредено моето право на правично судење. Се надевам дека ако тоа се случи, дека ќе добиам шанса во едно правично судење, едноставно да се констатира реалната фактичка состојба која била во тоа време. Секако дека за мене ќе значи голема сатисфакција тоа што судот утврдил повреда, нешто за што јас веќе 10 години се борам, и тоа ќе биде сатисфакција не само за мене, туку и за многу други жртви на политички прогон. Би сакала да верувам дека учесниците во прогонот ќе бидат повикани на одговорност, бидејќи ако тоа не се случи, тогаш нема многу простор да зборуваме за правна држава, а во однос на материјалното обештетување, иако не ми е приоритетно, секако нема ни од тоа да се откажам. Да го видите Зоран Заев, што би му рекле? Тешко дека јас ќе го видам Зоран Заев, знаете, од ова што слушам, тој се движи на екзотични дестинации, живее луксузен живот, што е многу поразличен од мојот, и не верувам дека некаде би го видела, но на Зоран Заев јас очекував дека нешто ќе му кажат правосудните и органите на прогонот, бидејќи граѓаните веќе му кажаа на избори. Така што најдобрата порака за Зоран Заев ќе биде пораката од органите на прогонот и правосудните органи врз основа на сите овие информации кои стигаат до јавноста и кои се коментираат. А тоа јас дали ќе му кажам нешто или не е помалку битно. Дали сте денеска политички активна? Не, јас одамна не сум политички активна, повеќе од 10 години немам никаква функција во партијата, нити во општеството. Дали присуствувате, дали одите на некои станоци кои што се одржуваат? Зошто? Не сметате дека од тоа, од вашето искуство може да придонесете во партијата? Видете, моето искуство е нешто што јас го носам со себе и ќе го носам до крајот на животот. Ако некој почувствува потреба за било какво знаење кое јас го имам да биде споделено, јас секогаш стојам на располагање, меѓутоа во моментов немам нити желба, нити амбиција повторно да се враќам во политиката. Задоволна сум од начинот на кој живеам сега, посветена сум на мојата професија, на она што е моја најголема љубов, тоа е правото, така што навистина не се гледам во политиката, барем од оваа временска перспектива. Знаете, животот понекогаш е најдобриот режисер и сценарист и не знаете каде ќе ве одведе, но во овој момент јас немам нити желба, нити амбиција за било каков политички ангажман. А да го вратите времето 10 години назад, што би смениле? Ова е интересно прашање, бидејќи многу често и ние на себе си го поставуваме, секој еден од нас, но и во јавноста се поставуваат вакви прашања, иако сме свесни
свесни дека одговорот на тоа прашање ама баш ништо не значи, но сепак знаете, работите изгледаат различно кога се во различен контекст и различна временска перспектива. Ние како личности созреваме, стекнуваме искуства, се менуваме, нашите ставови еволуираат и тоа значи дека нешто што се случило во минатото од оваа временска дистанца не изгледа баш исто. Меѓутоа, знаете, не гледам некој простор за детална елаборација или анализа на поедини постапки и случувања, но ако треба да дадам одговор на вашето прашање, можеби поинаку би го направила балансот помеѓу професионалниот ангажман и приватното време. Не би се посветила толку на функцијата министер? Па би направила подобар баланс, бидејќи јас навистина тогаш и моите лични и семејни прилики беа поинакви, така што, како што реков предходно, перспективата била поинаква, буквално работев со целиот свој капацитет, целокупното време го посветував на работата, дури и оние неколку часови кога си дома ги посветуваш на работата, меѓутоа сега и мојата лична и семејна позиција е поинаква и од оваа временска дистанца поинаку би се организирала. Тука ни стекува времето, ми беше задоволство што ја прифативте поканата и се надевам ќе имаме уште една прилика најмалку за да отвориме уште повеќе теми и останатите предмети во кои бевте осомничена, обвинета и така натаму. Ви благодарам за ова гостување и се гледаме во следна прилика. Благодарам за поканата, секогаш е задоволство и ме радува ако нашиот разговор го задржува вниманието на гледачите. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Тука завршува вечерашното издание на За или против, а следното е утре вечер во добро познатиот термин, веднаш по централните вести во 17:30. Имајте пријатна вечер.